Кога се односите со ДУИ во прашање, уште една тема од вашиот ресор се чини се испречува на тој пат, тоа е поголемиот пакет закони од социјалната сфера. Владата ги усвои на седница некаде кон крајот на декември минатата година. Еве речиси месец и пол дена подоцна. Законите се во собранието, но никако да дојдат на дневен ред. Тоа е таа голема реформа за која што повеќе пати имате зборувано, ја промовиравте повеќе пати. Таа, меѓу другото, за граѓаните да им биде јасно, треба неколкукратно да ја зголеми социјалната помош, се воведува така наречениот минимален гарантиран доход, трикратно, па и повеќекратно се зголемува социјалната помош за дел од овие семејства, се зголемува детскиот додаток. Што е проблемот? Зошто законите не се на дневен ред на собранието? Законите очекувам многу скоро да бидат усвоени, затоа што граѓаните ги очекуваат финансиските средства. Ако не се лажам, реформата требаше веќе да стартува со спроведување. Така е. А законите се уште не се на дневен ред, а не да бидат донесени. Така, мнозинството во парламентот сметам дека во моментов дискутира по однос на одредени прашања и по однос на реформата и очекувам многу скоро со национален консензус. Што се ти одредени прашања, што се проблематични, госпоѓо Царовска? Има специфични, тие веќе ги зборувавме во јавноста, по однос на додатокот за трето дете, кој што апсолутно е неиздржан како мерка демографска, која што имала во одреден период цел да го зголеми наталитетот во државата, но не го зголемил, не дал ефекти после 10 години. Заради публиката да објасниме, ДУИ не се согласува со вашиот предлог да се укине овој додаток, не за оние што сега го земаат, дури не за оние што во следните 10 месеци ќе добијат дете, туку за сите по нив, а вие предлагате наместо тоа да се добива еднократна помош за прво, второ, трето дете, така? Социјалниот систем бил уништен и бил измешан демографскиот, да речеме демографската политика со социјалната политика што не се заедно. И сега овој додаток за трето дете е ставен во социјална политика, целосно погрешно, од кој да е познавач на социјални системи, ќе кажеме, тоа е демографска мерка која што треба да е надвор од социјалниот систем и не со пари се прави демографска политика во ниту една држава која што сака да стварно зголеми раѓања во државата. И сега се меша дискусијата. Велиме да, трето дете е важно да се трансформира како демографска политика во еднократен износ и за прво, и за второ, и за трето дете, но при тоа социјалната помош или минималниот адекватен приход треба да се врзе со детските додатоци и со образовните додатоци. Зошто? Затоа што нашиот индикатор за човечкиот капитал кажува дека ние сме на дното во регионот и ако не инвестираме во образование и не се инвестираме во децата, посебно оние кои што ни се во сиромашните семејства, затоа што не им го изедначуваме нивото на потенцијал и нивото на пристап до услугите и до образованието, тогаш не сме направиле ништо како држава. И токму затоа целата оваа реформа значи две работи. Едно е удираме во детската сиромаштија, да ја намалиме и да провоцираме поголема посета на образование кај децата, и втората компонента е активација на оние кои што се во систем на социјална заштита, што значи дека ова не е само социјална реформа, е општествена. Ако до вчера ги гледавме, кога зборувате, тоа е да ги ангажирате да бидат станат активни на пазарот на трудот. Активни на пазар на труд, затоа што до денеска ние им даваме трошки на примателите на социјална помош и ги оставаме да бидат на пазар на сива економија, да прават што мислат со својот живот, а при тоа ние да не ги следиме. Не. Зошто е проблематична мерката за трето дете сега на доместокот кој што се добива? Тоа ќе мора да прашате други, јас не слушнав до сега ниту еден аргумент од ниту еден експерт, ниту од одреден политичар, аргумент зошто додатокот за трето дете и покрај тоа што велам сите што го оствариле правото до денес ќе го примаат уште 10 години колку што е правото и по закон, и ако го остварат правото уште 10 месеци ќе може да им го дадеме правото и ќе го користат уште 10 години, што значи фискалниот ефект на буџетот ќе биде уште 10 години по однос на овој додаток за трето дете. Навистина не можам да разберам зошто имаме проблем со вакви. Јас повеќе ве прашав од аспект на вашите аргументи, зошто сметате дека оваа мерка треба да се укине? Заради тоа што не е добро таргетирана, заради тоа што процентот на луѓе кои што се со високи придонеси и со високи примања добиваат додаток за трето дете. Сметам дека сите финансиски средства кои што се во системот на социјална заштита и според меѓународните организации треба да се таргетираат кон најсиромашните, оние кои што имаат најмногу потреба. А придонесува ли за природниот прираст? Не, апсолутно, па јас по статистика може да се види дека ние за 10 години од 13,3 сме паднале на наталитетот 11,1. Во сите региони е пад. Значи во сите региони во Македонија дополнително дали во низ етничка смисла има логика ова ДУИ што го бара? Дали кај албанците можеби дават други резултати мерката?
разликата? Јас велам да ги погледнеме сите региони. И таму каде што имаме доминантно албанско население. Дали расте? Не. Тоа ни укажува дека мерката после 10 години не го дава својот ефект. И јас сакав да слушнам аргументација поинаква. До денеска не ја слушнав аргументацијата. Значи тоа е едната работа која што е кочи реформата, има нешто друго? Во државната пензија имаат аргументи кои што велат дека еден ден стаж не треба да биде вклучен во добивањето на државна пензија. За оние што не се упатени, да кажеме дека предлогот е да се воведе така наречена државна социјална пензија за оние кои што не исполниле минимум 15 години работен стаж за да добијат редовна пензија, но при тоа вие сметате дека еден од условите за да се добие државна пензија, која што ќе изнесува колку 40%? 40% од просечната, тоа е некаде околу 5.900-6.000 денари. Услов за тоа да биде минимум еден ден работен стаж да се има. Да, со цел да можеме да утврдиме дека тие лица постоеле во системот некаде. Вие знаете дека попис во Македонија многу долго години немаме, знаете дека немаме се уште регистар на население и тоа ја оттежнува проекцијата и пресметката што тоа значи кога вие ќе го воведете нештото во државата. За прв пат се воведува државна пензија и токму затоа треба да се направи врз основа на анализи, проекции, податоци, буџет. За да може да се направи таква проекција, ние предложивме да биде еден ден стаж во реформата. И сега дуи не го прифаќа тоа. Не, заради тоа што велат дека има граѓани кои што немале можност никогаш да бидат пријавени во пензискиот фонд и ги нема во тој регистар и тоа е нешто за кое што може да дискутираме и да дебатираме. Јас очекувам дека во парламентот мнозинството ќе разговара со факти и аргументи дека ова е тема на дискусија.